Премиерот Христијан Мицкоски најави дека многу скоро ќе се надмине проблемот со воведувањето на 33% царини од страна на американскиот претседател Доналд Трамп. Мицкоски вели дека македонската влада е во постојан контакт со американската администрација и дека можно е дури и денеска да има договор околу тарифите. Со нашиот стратешки партнер Соединените американски држави сме во постојана комуникација и со Министерството за економија, кој што го предводи Хауард Лутник, кој што е мој личен пријател, и со Министерството за финансии, и со Стейт департментот, и со кабинетот на претседателот Трамп, и министерот Муцунски со државниот секретар имаше кратка средба во Брисел. Една од темите беше и оваа. На дневна основа работат тимови и телефонски се слушаме и разговараме. Очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија. На 2 април американскиот претседател Трамп ги воведе тарифите за целиот свет, што беше очекувано, но изненадување беше висината за поголемиот дел од земјите, меѓу кои и Македонија. Според американската статистика, Македонија има суфицит со сад, односно повеќе извезуваме отколку што увезуваме, што во реалноста не е така. Според Македонскиот државен завод за статистика, во 2024 година извозот бил $118 милиони, а увозот 196 милиони. Различното толкување на бројките се должи на методологијата примената од Вашингтон, каде што нереално беше пресметено дека Македонија има 65% царина на американските производи, поради што ни беа воведени контрацарини од 33%. Само неколку часа по донесувањето на одлуката, дел од македонските економисти препорачаа воздржаност и да се почека со одговор на овие мерки. Владата, добро прашање, мора веднаш да види, да речам, да направиме на кост-бенефит анализа. Соединените американски држави кажаа дека оставаат простор доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединените американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Дел од земјите како Кина веднаш одговорија со контрамерки, додека други како Европската унија се уште проценуваат дали да употребат економска нуклеарна бомба и да воведат давачки за IT секторот и финансиските услуги или да изберат поблаги контрамерки, оставајќи простор за договор. За македонската економија е многу важно во кој правец ќе се одвива битката меѓу ЕУ и САД, бидејќи над 70% од нашиот извоз е наменет за Унијата.